рекламите, време е за вестите на Ирис телевизија. Тешка сообраќајна несреќа се случи во Свети Николското село Кадрифаково. Сопатничката во автомобилот почина, а возачот е надвор од животна опасност. Едно лице почина, друго се здоби со фрактури по телото. Е црниот биланс од сообраќајната несреќа која се случи вчера на патот Штип-Велев. 75-годишната скопјанка е последната жртва на црната сообраќајна точка Свети Николското село Кадрифаково. Во критичниот момент, автомобилот со скопски регистарски таблички управуван од 51 годишен маж излетал од патот и удрил во земјен брег. Со тешки телесни повреди, возачот и сопатничката веднаш се хоспитализирани во Штипската болница. 2 часа по несреќата, жената им подлегнала на повредите, а возачот е надвор од животна опасност. Неприлагодената брзина и непочитување на сообраќајните правила и прописи се најчестите причини за ваквите несреќи, покажува полициската статистика. Најчести причини за случување на овие сообраќајни незгоди се конзумирањето на алкохол и неприлагодената брзина кон условите и состојбата на патиштата. Црниот тренд од лани продолжува и годинава. Од јануари до сега регистрирани се 3 жртви, а само за еден месец ова е втора жртва на патиштата во источниот дел од државата. Изминатата 2016 година имавме во делот на сообраќајни незгоди со последица човечки жртви, односно имаме евидентирано 18 човечки жртви. На местото на несреќата извршен е увид и се работи на утврдување на причините. Тешка година за земјоделството. Сушата им ја зеде последната надеж на земјоделците во Штипско, дека годинава нешто ќе жнеат на нивите. Почна со преорување на нивите со жито наместо леп и храна за стоката. Ке произведуваат граф, пченка и друго ако има вода од калиманци за нивните ниви. Ако земјоделците од Брсаково наскоро не добијат вода, ќе се соочат со втора изгубена реколта. Лани поради реконструкцијата на каналот ГК-18 цело лето останаа без вода. Сега ги плашат и рестрикциите што се најавуваат, но иако овде водоснабдителната сезона доцни, очекуваат дека следната недела ќе протече вода во каналот. Ќе биде многу тешко. Ќе има приноси некаде дали по 100 и по 50 кг по декар. Дали ќе може и комбајните да влезат? А да, има површини што некаде комбајн нема да оде. Еве луѓе, например, више почнаа кој не ги бива, ги орат, мора нешто да ги промене културите, но за жалост ништо не успее. Сега ќе има ли граф пролетни култури повеќе, ако се сега преоруваат? Па види, значи сега моментално тие луѓе што више ги гледат своите житарици дека не ги бива, се преориентираат сега пченка, граф, нешто од и претежно луѓето тука што сме живеат од земјоделие. Значи он мора да изваде за да обстане до тековната година. И моментално тоа што го е спечелил уназад од 2 години, сега ќе ги даде за оваа година. Лошата вест за празната брана Калиманци стигна и до овие земјоделци. Имаат канал за наводнување, реконструкцијата заврши, но се уште не е пуштен во употреба. Оваа сезона се во очекување дека ќе биде пуштена вода за луцерката, што бара вода, и за градинарските култури што се одгледуваат. Лани што не е наводнуван и ова година што имат луѓе на таа страна засејано со луцерки е многу лошо. Принос нема ич, у некои површини луѓето не можат ни да косат. Еве, сите чекаме да се пуште тај више канал ГК-18, за да почнеме да наводнуваме, за да ги спасеме, ако не оваа година, барем за до година да бидат во добра кондиција. Преку 11 километри долгиот канал се наводнуваат повеќе од 500 хектари плодно земјиште во околината на Брсаково, Три чешми, Кадрифаково и населбата Железничка. Предходните години, поради несанираните и чести дефекти, се губеа огромни количини на вода, што оваа година ја има во недостиг. Потребно е отварање на дневни центри за лица со посебни потреби над 26 години. Функционирањето на ваквите центри се од голема важност за нивната социјализација, но и за целосно стекнување на животните навики, потенцираат дефектолозите.
Неготино е единствениот град во регионот каде што има дневен центар за лица со посебни потреби, но над 26 години. Со центарот раководи невладината организација Порака, а се финансираат преку проекти. Центарот постои од 2003 година и дневно го посетуваат над 50 лица. Работиме организирано живење со подршка и увидовме дека самите дневни центри се многу голема подршка не само за процесот на деинституционализација, туку и за родителите. Бидејќи е многу битно кога они се наоѓаат во една средина каде што можат да се вклучат, каде што се случуваат разни активности, работилници наменски за нив, осмислување на времето, споделување на нивни идеи. Ваквите дневни центри кои ќе ги отворат вратите за лицата со посебни потреби над 26 години се од голема важност за нивната социјализација, но и за целосно стекнување на животните навики, потенцираат дефектолозите. Во секој случај неопходно е да има и таков дневен центар, затоа што тие деца, дали на 24, дали на 34, потребите, можностите им се тука некаде. Значи, некој ќе мора да ги згрижува тие деца и на 24-та година од животот. Во Штип повеќе од 12 години функционира дневен центар, но ги згрижува децата и младинците до 26 годишна возраст. Во локалниот акционен план на општина Штип за 2015 година беше предвидено да се отвори ваков центар, но идејата за жал остана само на хартија. Денес во Штипската библиотека во Американското катче беше реализирана интерактивна работилница на тема Доза сатира за здрава демократија. Во Американското катче во Штип проектна работилница на тема Доза сатира за здрава демократија. Организатор Остен Арт Скопје поддржана од Американската амбасада. Во соработка и со поддршка на Американската амбасада го дизајниравме овој проект со многу убаво според мене име Доза на сатира за здрава демократија. Мислам дека тоа е нешто тие два фокуси, сатирата и демократијата се нешто што недостасува во нашето општество и сметавме дека е најважно тие две работи да се спојат, тоа и ние и целта на проектот, да се спојат и да се презентираат и да се трансферираат на некој начин кај младите луѓе кои што се во својата возраст на создавање, односно на градење на својата личност и преку многу интересниот визуелен и полн со пораки јазик карикатурата да допрат и до сатирата како начин на обсервирање на работите и до карикатурата и на темата на демократија која што се разбира има своји вредности и кои што треба тие на соодветен начин да ги восприемат. Познатиот македонски карикатурист Драган Поповски како ментор во проектот. Со задоволство учествувам во овој проект за демократија, никогаш не е од повеќе да се каже некој збор повеќе за демократијата, заради тоа што тоа е тема која што вечно треба да се надградува, да се поттикнува, да поготово во нашето општество, каде што се уште ја учиме демократијата и многу луѓе од нашите водачи и погрешно ја практикуваат. Може да се каже дека и ја занемаруваат и е згоден момент со овој проект да се потикне чувството кај младите да учат што е тоа демократија што повеќе, за да можат послободно да живеат едноставно. Младите сакаат да научат повеќе за сатирата и за карикатурата. Јас сметам дека овие работилници се многу вредни и многу се значајни за обстојување на традицијата на визуелна сатира, за како таа функционира и за нејзината динамичност во општеството. Слични работилници ќе се организираат и во иднина во училиштата. Разговорот во неделното интервју на Радио Слободна Европа е на тема новинарство, права на новинарите и објективно информирање. Гостинка во емисијата е директорката на Македонскиот институт за медиуми Билјана Петковска. Петковска, колку државата обезбедува сигурна средина за новинарите, безбедно и независно да ја извршуваат својата работа и какво е вашето мислење
колку новинарите беа заштитени за време на крвавите настани во собранието? Мислам дека најдобар доказ за тоа колку државата се грижи за заштита на новинарите е неодамнешната пресуда на судот во Страсбур, Европскиот суд за човекови права, кој во пресудата Селмани и други против Република Македонија јасно пресуди во корист на тожителите и потврди дека државата не успела да го гарантира правото на слобода на изразување и правото на фер судење на новинарите кои што на 24 декември беа брутално избркани од собранието. Слична епизода се случи и овој пат на 27 април, неодамнешните немири во собранието, кога повторно новинарите беа физички нападнати додека ја извршуваа својата работна задача, и тоа во институција која што во секоја нормална држава треба да представува храм на демократијата или место каде што новинарите треба да уживаат максимална слобода во својата работа. Каква е вашата оценка? Дали медиумите професионално известуваат за време на тие драматични случувања во собранието? И перцепцијата, но и одредени мониторинзи кои што беа спроведени упатуваат на тоа дека одредени медиуми навистина максимално професионално се заложија и покрај воредните исклучително тешки услови во кои што известуваат собранието, успеа да го доловат секој важен, битен елемент од тој несреќен настан во собранието и навистина треба да им се оддаде признание за таа лична жртва и една посветеност која што ја демонстрира и на тој начин им овозможија на сите граѓани да има директен увид во тоа што се случуваше таму. Но од друга страна бевме сведоци исто така и на многу примери во кои што одредени медиуми известувањето го сведоа на ниво на тотална злоупотреба на медиумот во кој што работат, ширеа параноја, невистини, необјективност, лаги и манипулации и отворено се ставија на страната на одредени политички партии во собранието. Општина Пробиштип со нови инвестиции за живописното Лесново ќе се осветлува најстарата пештера, а ќе се градат и нови летниковци со урбана опрема, се со цел привлекување на туристите. Пробиштип и оваа година ќе инвестира во развојот на туризмот во селото Лесново, каде што се наоѓа Лесновскиот манастир, еден од најубавите во земјава. Градоначалникот Тони Тоневски вели дека со 3,3 милиони денари ќе инвестираат во осветлување во неголемата пештера и ќе се изградат летниковци на неколку локации за туристите. Средствата од 2 милиони денари се обезбедени од Министерството за локална самоуправа, а 1 милион и 300 илјади денари се од општинскиот буџет. Со овие пари планираме да направиме осветлување уште на едната најголема пештера на почетокот на Лесново, на една многу интересна локација. Понатаму ќе направиме и уште неколку летниковци, два поголеми, едниот во местноста викана Борија, каде што најголем дел од туристите, посебно за време на викендите, доаѓаат. Таму ќе има изградено и скара, како и чешма за овој дел од Лесново, ќе бидат поставени и урбана опрема. Тоневски забележа дека општина Пробиштип во наредниот период ќе даде уште еден поголем акцент за развојот на туризмот во Лесново, каде што со новиот детален урбанистички план, кој е во фаза на изработка, е предвидена изградба на викенд населба, но има и плацеви за хотели. Најзначајни проекти се изработка на водоснабдителен систем, со што Лесново трајно го реши проблемот со водоснабдувањето, изработка на фекална канализација во Лесново, изградени се паркинг простори, асфалтирани се улички во Лесново, направено е едно повеќенаменско игралиште, реконструирана е старата местна заедница, школото е претворено во дел сместувачки капацитет, дел музеј од старото школо во Лесново, веќе имаме инвестиции во делот на угостителството, тоа се наши објекти кои што се изнајмени на приватна компанија. Пробиштипскиот градоначалник смета дека во текот на наредниот период инвеститорите ќе вложат во изградба на сместувачки капацитети и во угостителски објекти, кои на туристите ќе им овозможат поквалитетен престој во живописното Лесново. Во Македонска каменица пуштена во употреба куќата на спортот. Инвестицијата општината ја чини 18 милиони денари.
Денеска во Македонска каменица официјално беше пуштена во употреба куќата на спортот. Ова е инвестиција од буџетот на општина Македонска каменица. Тоа објект е побарање од сите спортисти, посебно од фудбалерите од општината. Веќе 7 години го очекуваме овој објект да го видиме овде изграден, заради тоа што од 2009 кога веќе започна фудбалскиот клуб Каменица Саса да се надпреварува во трета лига, немавме никакви услови за користење на соблекувални, заради тоа што старите беа продадени. На нивно барање, значи имавме подолг период да подготвиме планска документација, проектна документација. Знаете дека претходната година го почнавме. Еве за општо задоволство на спортистите и на сите граѓани на општината, објектот е целосно завршен. Вредноста е 18 милиони денари кои што се од буџетот на општина Македонска каменица. Не е ниту никакво задолжување, ниту сме должни кон некого за овој објект. Кога веќе градевме, се одлучиме да направиме еден убав репрезентативен објект во кој што се сместени соблекувалните на фудбалскиот клуб. На првиот кат имаме фитнес сала со најсовремена опрема која што е донација од Links Resources, односно новите всосвоеници на рудникот Саса. И на втори кат имаме простории за сите спортски друштва од општина Македонска каменица, затоа и го добива името Куќа на спортот. И граѓаните, но и спортските работници задоволни од она што ќе значи куќе на спорт во Македонска каменица, услови за работа и секако негување на спортот. Тука потекнувам, тука ги почнав првите мои фудбалски чекори, доста играм за Саса, потоа прекинав, отидов у Скопје и на крајот 20 години активно судење, со тоа што 7 години меѓународен судија. И денеска ми е чест што сум поканет за отварање на куќата на фудбалот, затоа што од денешно современо време Македонска каменица заслужува да има барем, да не кажам прва, али втора лига фудбалски клуб кој ќе се такмичи. Значи со објектот моментално сега што ќе го пуштиме, ќе значи многу за општина Македонска каменица и за клубот ФК Саса, Каменица ФК Саса, кој натежнеме да го вратиме на старите стази кај што беше и кај што заслужува да биде ФК Саса. Вредноста на куќата на спортот во Македонска каменица е 18 милиони денари. Вечерва со почеток од 20 часот на сцената на Центарот за култура Ацо Шопов гостува балетскиот ансамбл на ХНК Сплит со балетската представа 5 до 12. Станува збор за представа со модерен балет. Кореографијата е на Игор Киров, а музиката на Кирил Джајковски. Инаку штипјанецот Игор Киров е директор на балетот на ХНК Сплит, Хрватска. Фудбалските третолигаши во недела ќе ги одиграат надпреварите од редовното 28 коло. Екипата на Китго во Пехчево ќе се сретне со Напредок Здравје Радово, а ова за нив ќе биде последен меч во оваа сезона, бидејќи во последните 2 кола ќе бидат слободни поради откажувањето на екипите на Баби и Конче Бирлик. Полека но сигурно финишираат надпреварите во рамките од третата фудбалска лига Исток. До крајот на првенството останува да се доиграат уште 3 кола, но за екипата на Китго Пехчево во недела се спушта третолигашката фудбалска завеса. Поради откажувањето на 2 екипи, ФК Баби и Конче Бирлик, сите преостанати екипи беа слободни во 2 првенствени кола. По таа логика, екипата на Китго во последните 2 кола ќе биде слободна, така да мечот со Напредок Здраве Радово ќе биде простување од своите симпатизери за оваа календарска сезона. Секако тие ќе сакаат да се одолжат со добра, атрактивна и пред се ефикасна игра која ги красеше особено во пролетниот дел од првенството. Еве ги комплетните парави за ова 28 коло. Овчепале Малеш, Китго Пехчево, Напредок Здраве Радово, Брегалница Голак, Слога 1934, Осогово Каменица Саса, Тиверија Плачковица, Работник Џумалија Беласица. Слободни ќе бидат екипите на Руда Рио 1947 и на Василево. Сите надпревари ќе се одиграат во недела 14 мај со почеток во 16 часот и 30 минути. Екипата во голем фудбал на основното училиште Тошо Арсов од Штип го освои второто место на државниот шампионат на Македонија во училишен спорт, што се одржа во Старо Нагоричани, Кумановско.
Во финалето на државното првенство на Македонија во училиште спорт се пласира најдобрите екипи во голем фудбал по региони, а наш представник беше екипата на основното училиште Тоша Арсов од Штип. Предводен од својот ментор Владко Ѓуров, тие беа убедливо први на општинското, зонското и на регионалното првенство. Финалните средби се одигра во Старо Негоричен и Кумановско. Во полуфиналето екипата на Тоша Арсо беше подобра и моште ефикасни и ја победи екипата на домакинот Старо Негоричени со резултат 5:0 и се пласираа за финалниот надпревар. Во големото финале штипските фудбалери се гореа во желбата да успеат и загубеа од екипата на Струга со резултат 4:0. На тој начин тие го освоија второто место во Македонија во рамките на училиштиот спорт и се закитеа со сребрени медали и дипломи како потсетник на оваа генерација за овој исклучително голем успех. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. За повеќе можете да не посетите на социјалните мрежи. Пријатно!